Ова се настаните на денот. Мал интересот за сезонски ангажман во хотелско-гостителскиот сектор. Немаме пари за славење, ќе протестираме, повика од Сојузот на синдикати на Македонија на првомајски протест. Сонг денеска ја објаснуваше одлуката за ставање на штрајкот во мирување. И битолска апелација потврди пресудата против охридскиот пчелар. Правдата ќе ја бара во Страсбург. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денеска имавме умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло, со благ пад на дневната температура на максимални 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта врнежи од дожд. Утре на Британските острови, како и локално во областа на Алпите на југ од Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели од Европа претежно стабилно време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло. На југ и на исток се услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 17 до 23 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со услови за локални врнежи од дожд и ветровито. Локално со услови за поројни врнежи кои што ќе бидат пропратени со грмотевици и услови за појава на невреме. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 15, односно до 23 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 17 степени. Во недела и понеделник умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, а локално и со услови за поројни врнежи од дожд. Дневната температура до 16, односно до 15 степени. Во вторник предпладне умерено облачно со сончеви периоди, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици и дневна температура до 14 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Само 100 лица од регионот пројавиле интерес за екстра ангажман во хотелско-угостителскиот сектор на платформата на Хотам. Проблемот со недостиг на кадар се продлабочува. Во пресред на туристичката сезона, стотици огласи за готвачи, келнери, шанкери, помошници во кујна. Граѓаните не сакаат да работат во земјава, заминуваат во странство. Мал интерес за работа во хотелско-угостителскиот сектор. Само 100 лица се пријавија на платформата на Хотам за екстра заработка во хотелите и рестораните на веќе вработени граѓани во друг сектор. Проблемот со недостиг на кадари натаму се продлабочува. Огласите за работа во регионот се преполни. На прагот на туристичката сезона се бараат готвачи, салатери, келнери, шанкери, собарки и друг персонал. Не може да се пофалиме дека имаме некоја задоволителна бројка на пријавени. Очекувавме негде од 300 до 500 вработени би побарале таква помош за да може да добијат втора работа за повеќе пари. Значи интересот е ипак на ниско ниво и се работи за испод 200 вработени во моментов. Значи испод 200. Има уште трае. Се надеваме дека ќе ја поминеме барем таа бројка од 200 и дека тој проект ќе може да ни донесе заклучок нели каде понатаму. Еден готвач заработува од 30 до 45.000 денари нето плата, плюс празнични дневници и двојна дневница за недела. Но проблемот е ниската сезона, кога нема приходи за да се покриваат високите плати, кои со придонесите се огромен трошок. За една дадена работа која се плаќа во Хрватска 1000 евра, на пример ќе кажам, таа дадена работа таму се плаќа, но се плаќа само 3-4 месеци. Значи и ние овдека за такви вработувања да би нашле средства такви да платиме некои вработени. Друга неправедна работа е што ние имаме отворени граници да излезат нашите вработени надвор од државата било каде, а ние не можеме да донесеме работници од надвор. Затоа што за некои категории на работа, и то како ни се потребни, например, вработени, да кажам, од било каде од околните држави. Значи, доаѓаат сега и ги регрутираат, дали од Хрватска, дали од Бугарија, сето тоа регрутирање таа е 3 до 4 месеци. Така тие не плаќаат придонеси на нив, тие им даваат таму пола кеш. Најчестите дестинации каде заминуваат граѓаните се Хрватска и Германија. Работат неколку месеци, се враќаат и повторно одат. Таму не добиваат пензиско и здравствено осигурување. Проектот на Хотам за дополнителна заработка им овозможува на веќе вработени лица екстра да заработат преку ангажман од дневници со платени придонеси. Сојузот на синдикати на Македонија денеска ги повика сите работници, синдикати и невладени организации да се приклучат на протестот што ќе се одржи на 1 мај. Зголемување на платите за 2806 денари, солидарно за сите, од општ работник се до председателот на државата, бараат од Сојузот на синдикати на Македонија. Инфлацијата забрзано ни ги јаде примањата и колку подоцна дојде покачувањето, толку е помалку вредно, посочи првиот синдикалец. Сојузот на синдикати на Македонија на 1 мај нема да слави, туку ќе протестира. За да славиме потребни ни се пари, а парите ни ги изеде инфлацијата. Со овие зборови председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Дарко Димовски го најави првомајскиот протест со кој ќе бараат усогласување на платите за сите работници согласно покачувањето на минималната плата. Затоа сите работници, пензионери, младината да излезе заедно со нас, за да им кажеме на сите работодавачи, без разлика дали се од приватниот или од јавниот сектор, дека што побрзо и ден побрзо ни се потребни парите за зголемување на нашите плати. Бидејќи ако искочиме масовно, така ќе ја докажеме неопходноста и така ќе го добиеме она што го бараме. Од општ работник до председателот на државава потребно е линеарно покачување на платите од 2806 денари за сите, солидарно, посочи Димовски. Додаде дека Сојузот на синдикати на Македонија не лиферува со проценти затоа што такво покачување, како што рече, ќе значи за еден работник помалку, а за друг работник повеќе.
Нас интенцијата како да Сојуз на синдикати на Македонија да им помогнеме на најниските слоеви на работници со најниските плати во знак на солидарност, како што реков, во оваа уште ковид криза, економска, енергетска криза и во најново време војна криза која ни ја створи оваа инфлација што денеска ни ги подјаде нашите приходи од плата. Димовски ги повика сите работници, сите синдикати, невладини организации да се приклучат на протестот. Тој посочи дека инфлацијата е во постојан пораст. Анализата од минатиот месец покажала нејзино зголемување за 8,8%. Доколку не дојде покачувањето на платите поскоро, истото од месец во месец обезвреднува во однос на растот на цените на основните прехранбени продукти, порача првиот синдикалец. По скоро 3 недели прекинна наставата, учениците денеска повторно се вратија во школските клупи. Ова доаѓа откако СОНК вчера попладне го стави штрајкот во мирување. Како причина за ваквата одлука го наведоа добиеното известување од Министерството за труд и социјална политика за мирно решавање на работните спорови. Председателот на СОНК Јаким Неделков денеска на пресконференција рече дека вчерашната одлука на раководството на синдикатот да го стави штрајкот во мирување е нивна законска обврска што морале да ја почитуваат. Одлуката ја објаснуваше и правен застапник на синдикатот. Адвокатката на СОНК објасни дека синдикатот имал законска обврска да го стави штрајкот во мирување по иницијативата за мирно решавање на спорот, со оглед дека образованието и заштитата на децата се дејности од општи интерес. Тоа значи дека штрајкот не е прекинат, туку е само ставен во мирување за време трајање од 10 дена, кој рок е предвиден во член 18 став 2 во постапката за мирно решавање на колективниот спор. На новинарско прашање дали некој ќе понесе одговорност за изгубената настава затоа што принципот на медијаторство можел да се примени на почетокот на штрајкот, Неделков со одговор. Одговор треба да побарате во Министерството за образование и наука, од аспект на тоа што тие се надлежни и за организирање на наставата, меѓутоа и законска обврска тие има да повикаат на посредување, односно на медијаторство. Сега во предстојниот период представници на синдикатот со представници на Министерството за образование и наука ќе треба да изнајдат решение за проблемот, а за процесот на помирување веќе бил избран и медијатор. Одлуката на раководството на СОНК за ставање на штрајкот во мирување вчера предизвика револт и протести на дел од членството на синдикатот. Најновото издание на емисијата Прашалник на ТВМ со Сонја Рилковска е посветено на штрајкот на просветните работници. Како бунтот за враќање на достоинството на една од најблагородните професии се претвори во спор за работни односи. Прашалник ќе го емитуваме веднаш по дневникот во 17 часот и 30 минути. Надлежните служби на локалната самоуправа деновиве спроведуваат активности за обележување на површините за поставување на урбана опрема пред деловни објекти, согласно одлуката донесена од Советот на општина Охрид. Извршено е обележување на локациите во централното градско подрачје и чаршијата, а во текот на наредните денови обележувањето ќе продолжи и на други локации по должина на кеот и стариот дел на градот, на кои е предвидено поставување на урбана опрема. Се информираат собствениците на деловните објекти пред кои се поставува урбана опрема да ја почитуваат обележаната површина, бидејќи во наредниот период ќе следат засилени инспекцијски контроли. Општина Охрид ги повикува собствениците на урбана опрема кои не поседуваат одобрение за поставување на урбана опрема во најкус можен рок да поднесат барање до секторот за урбанизам и заштита на животна средина, со цел да им биде издадено потребното одобрение. Охридски пчелар казнет со парична оштета за напад на пчели при транспорт. Незадоволен од правниот систем во државата, правдата ќе ја бара во Страсбур. Високата сума на оштета ќе го уништи пчеларството како стопанска гранка. Загрижено велат пчеларите. Охридскиот пчелар Лазо Грозданов треба да плати висока оштета за случај од напад од рој на пчели при транспорт. По одлуката на апелациониот суд од Битола, која потврди одлуката на основен суд Охрид, пресуди против пчеларот кој треба да плати оштета на тужителот во висина од околу 10.000 евра. Според Грозданов, ова е изнудена казна судска одлука која е прва од ваков вид во земјава. Досудениот износ на оштетата ќе го загрози пчеларството во земјава, а сите пчелари
препад во иднина тоа да не стане судска пракса, вели Грозданов. Револтиран од правосудниот систем најавува дека правдата ќе ја бара во Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Штетите ќе ги трпиме сите, меѓутоа мислам дека вистината сепак е малку подалеку од тука и таму ќе се потрудиме ако во медената земја од 2019 светот дозна за нас како земја во која што максимално внимание му посветуваме и се бориме во ненормални услови, изразуваме толкава љубов према пчелите, за после 3 години да кажеме дека во оваа земја пчелите и пчеларството мораме за жал да ги сотриме. Од Охридското здружение на пчелари напоменуваат дека стравуваат од ваквата одлука која ја загрозува нивната екзистенција и одгледувањето на пчели. Тони Јосифовски, председател на Охридското здружение, вели дека пчеларите се згрозени од судската одлука која е срам за правосудниот систем. Значи во државава има негде 7-8 илјади пчелари. Пута 4, кој директно, кој индиректно од дополнителна дејност живеат од таа гранка. Значи со предметнава пресуда фактички ставени сме и размислуваме за намалување на пчелниот фонд. Подршка за охридскиот пчелар Лазо Грозданов доаѓа од сите здруженија на пчелари од земјава. Неговите колеги тврдат дека во никој случај пчелите не може да нападнат при транспорт. Судскиот спор започна во 2014 година, а заврши после 8 години. Инаку инцидентот се случил кога Грозданов превезувал со моторно возило сандаци со пчели. Пчелите излегле при транспортот и нападнале охриѓанец на булевар Туристичка, кој се шетал со сопруга и малолетно дете. Грозданов за овој случај од Основниот суд Охрид е прогласен за виновен. На својот Facebook профил, градоначалникот на општина Вевчани Спасе Кочавски информира дека во тек е постапка за изградба на втората обиколница во Вевчани. По интензивните преговори и средби со представници од Министерството за транспорт и врски, владата на Република Македонија донесе одлука за дополнување на одлуката за категоризација на државните патишта, со која што Вишни, Горна Белица, Вевчани станува регионален пат. Изградбата на овој пат ќе биде по принципот по која што се изгради првата обиколница околу Вевчани, стои на профилот на вевчанскиот градоначалник. Првата обиколница Југ беше изградена преку Агенцијата за државни патишта и пуштена во употреба на крајот на 2020 година. Утре во Охрид ќе биде подпишана повелбата за збратимување помеѓу ИПА регион Охрид и ИПА регион Нови Сад. Интернационалната полициска асоциација ИПА регион Охрид викендов ќе биде домаќин на делегација од управниот одбор на ИПА регион Нови Сад, предводена од председателот Милорад Петковиќ. Предвидено е на пригодна свеченост што ќе се одржи утре вечер во хотелот Нова Ривиера во Охрид, помеѓу управните одбори на ИПА Охрид и ИПА Нови Сад, предводени од председателите Стефан Димовски и Милорад Петковиќ, да се потпише повелба за збратимување помеѓу двата ИПА региони. Средбата ќе биде добра можност за размена на професионални искуства, размена на идеи и на тамошни форми за подигнување на степенот на меѓусебната ИПА полициска соработка. Гостите од ИПА Нови Сад ќе ги посетат и најзначајните црковни и културно-историски објекти во Охрид, вели Димовски. ИПА Охрид е дел од националната секција ИПА Македонија, а со тоа и дел од најголемата ИПА полициска организација во светот, во која членуваат полициски службеници од 100 земји. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Канцеларијата на главниот државен обвинител на Украина соопшти денеска дека најмалку 219 деца се убиени, 398 ранети од почетокот на руската војна против Украина. Јавува Анадолија се наведува дека во бомбардирањето на руските сили оштетени се повеќе од 1550 образовни институции, 102 целосно уништени. Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации во четвртокот објави дека најмалку 2787 цивили се убиени, 3152 ранети откако Русија започна војна против Украина, стравувајќи дека вистинската бројка е многу поголема. 7,7 милиони луѓе во Украина се внатрешно раселени, а 5,3 побегнале во соседните земји, според Агенцијата за бегалци на Обединетите нации.
Најмалку 21 случаи на акутен хепатитис од непознато потекло кај деца се идентификувани во Шпанија од декември минатата година. 18 пациенти се помали од 10 години, а на едно дете му била потребна трансплантација на црн дроб. Најмалку на 5 деца биле примени на оделенија за интензивна нега. На 26 април Светската здравствена организација објави дека активно ги истражува случаите на акутен хепатит од непознато потекло. Според СЗО, ширум светот се потврдени 160 случаи. Болеста се карактеризира со покачени нива на ензими на црниот дроб и со многу слични гастроинтестинални симптоми, вклучувајќи абдоминална болка, диареја и повраќање. Големата суша која го зафати северниот дел на американската сојузна држава Ново Мексико предизвика големи шумски пожари, при што се уништени 166 стамбени објекти, стотици домови се загрозени од силни ветрови кои ја носат огнената стихија кон планинските населби. Локалните власти укажуваат дека илјадници жители се подготвуваат за евакуација североисточно од Санта Фе. Ова се најголемите и најразорните пожари кои моментално беснеат од југозападниот дел на САД. Научниците тврдат дека пожарите се почести и посилни годинава поради климатските промени, почнале порано од вообичаено. Метеоролозите за утрешниот ден предвидуваат ветрови со брзина од 80 км на час. Американско семејство предизвикало страв од бомба на главниот израелски меѓународен аеродром Бен Гурион, откако при безбедносна проверка покажала неексплодирана артилериска граната. Тие подигнале муницијата за време на посетата на голандската висорамнина окупирана од Израел место на војни меѓу Израел и Сирија. Според властите, на видеата на социјалните мрежи се гледа како луѓето панично бегаат од местото на настанот. На семејството му било дозволено да се качи на летот, откако било испрашувано од обезбедување. Инаку аеродромот Бен Гурион недалеку од Тел Авив има едно од највисоките безбедносни нивоа во светот. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.